Во 1935 година, во време кога науката за копнените води беше во своите почетоци, токму овде на бреговите на Охридското езеро се поставија темелите на првиот научно-истражувачки центар од ваков вид на Балканот. Благодарение на визионерството на научникот академик Синиша Станковиќ се создаде Хидробиолошкиот завод Охрид, со што започнува една нова ера на систематско проучување на езерото и богатата флора и фауна со бројни ендемични видови, поради што овој значаен екосистем е прогласен за светско природно наследство под заштита на УНЕСКО. Денес Хидробиолошкиот завод Охрид е институција од стратешко значење за државата, која ги следи состојбите со сите природни и вештачки езера во државата и обезбедува стратешки податоци за управувањето со водните ресурси. Хидробиолошкиот завод е темел на научното проучување на Охридското езеро. 9 децении оваа институција е во мисија за зачувување на неговата уникатна флора и фауна, да ги истражува тајните кои се кријат во длабочините на најголемиот басен со питка вода во овој дел од Европа и да создава мост помеѓу науката и општеството. Охрид Нјуз доделува признание за научни достигнувања и заштита на Охридското езеро на Хидробиолошкиот завод Охрид. Ова признание доаѓа од медиум кој што будно ги следи сите наши активности и сите наши достигнувања во изминатиот период. Благодарност до Охрид Нјуз што токму со ова признание ја вреднува нашата 90 годишна посветеност на проучување, меѓутоа и на заштита на овој уникатен акватичен екосистем Охридско езеро. И мислам дека ова е мотив плюс со уште поголеми заложби, со уште поголема посветеност да го работиме она што навистина го работиме со љубов во сите овие 90 изминати години, почнувајќи од генерации научни работници пред нас, така и на оние кои што сега делуваат активно во Хидробиолошкиот завод. Ви благодарам многу.